Почитувани, зголемените трошоци за живот стануваат неподнослив предизвик за се поголем број на семејства. Основните прехранбени производи, наместо да бидат достапни за сите, сега стануваат луксус. И власта на Мицкоски, наместо нешто да преземе, да се справи со овој сериозен проблем и да го подржи стандардот на граѓаните, направи измама со така наречената новогодишна кошничка. Го видовме истото сценарио. Трговците прво ги покачија цените, а потоа мерките стапија на сила. Реалноста во маркетите и продавниците, која што граѓаните ја гледаат секој ден, е дека цените не само што останаа високи, туку кај некои производи и дополнително се зголемија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги помина маркетите во текот на вчерашниот ден и еве што покажува реалноста. Цената на зејтинот сега е 97 денари, а на 1 октомври се продаваше за 83 денари. Значи имаме зголемување, а не намалување. Јајцата кои се продаваа од 75 до 85 денари, сега се над 100 денари. Од 107 до 140 денари. Исто така покачување на цените. Кај мешаното сирење нема промени на цените, се движат околу 450 денари непроменето. Кашкавалот е поскапен и сега е над 600 денари за килограм. Јогуртот со 3,2% масленост во некои маркети достигна и над 72 денари. Исто така зголемена цена. Намалувањето кај кравиото сирење е минимално, само 5 денари и сега е 398 денари за килограм. Ова е реалноста, ова се фактите кои јасно ја покажуваат измамата, која со кошничката им ја приреди власта на граѓаните. Тоа народот го гледа секој ден. Граѓаните заслужуваат решенија, а не лажни ветувања и манипулации. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија веќе понуди конкретен предлог. Укинување на данокот на додадена вредност за основните прехранбени производи. Со оваа мерка цените ќе се намалат реално, без простор за манипулации од трговците. Едно семејство би заштедило 2000 денари месечно или 24.000 денари годишно. Тоа што власта не ја прифати оваа мерка, покажува дека Мицкоски и му доволи на трговците и дозволи тие да се богатат на грбот на граѓаните. Ви благодарам.